За младата Фросина Кулавкова ќе сведочат нејзините модни и дизајнерски креации. На своите 22 години стана прототип за воспитани деца, што самостојно го врват својот пат кон иднината. Наспроти неа е живиот Васил Јованов, како дел од разулавлената, агресивна, размазена генерација на деца. Тие се без домашно воспитување и дисциплина и ред, синоним за атрофирано општество. За судството пак се е кажано. Но што е со македонската армија, во која е таткото на убиецот, офицер, што туку унапреден во чин полковник? Ако тој не успел ни синот да го тури во ред, како ли ги подучува војниците на дисциплина и лојалност? Под наплив на емоции за Фросина, Раде Шербеджија, за неа ќе испее Елена Моме. Моите вечерашни гости ги прашав. Зошто сме толку брутално, социјално отугени, безчувствителни? Дали тоа влезе кај нас или ние го однесовме во светот што не обкружува? Предпоставам дека веста за трагичната сообраќајна несреќа во која загина младата Фросина ја прочитавте во Соединетите Американски држави. И најчесто кај нас се зборува дека главниот проблем се институционалните неправилности, потврлањето на состојбите од аспект на неказнивост, корупција. Мислам дека сите ние имаме едно чувство, дека има многу неправда. И секојдневно се соочуваме со многу неправда. И треба многу убаво да се запрашаме зашто е тоа така и зашто се толерира таа неправда до таа мера. И како ние се соочуваме со таа неправда и како реагираме на таа неправда. Така да мислам дека тоа е разговор што секој треба прво сам со себе да го има, а потоа да видиме и заедно кој е нашиот однос према неправдата. Која беше вашата првична реакција после онаа голема несреќа со загинувањето на младата Фросина, прегазувајќи ја на пешачки премин, исто така младо момче кое веројатно е залутано во ова општество на изгубени вредности, декаденција? Секогаш чувствувам грудка на бес и тага кога зборувам на оваа тема, бидејќи во оваа известна трагедија, која што никој од нас не остави рамнодушен, сметам дека има двајца убијци. На едниот му го знаем името, презимето, а вториот е корупцијата, корупцијата е таа која што ја уби нејзе, бидејќи доколку ние би имале функционален систем, он немаше да си дозволи да вози без возачка дозвола во алкохолизирана состојба. Прочитав еден статус од актерката Весна Петрушевска која пишува: Васил ќе одлежи казна и пак ќе биде бандит, но Фросина нема кој да биде дел од светот за кој сонувала. Апсолутно се согласувам. И тоа е тоа сега што се почувствува на последниот протест, а потреба за промена и таа потреба за правда. И мислам дека на крај таа омраза и тој бес што некако не солидаризираше сите нас, ќе можеме да истераме и да направиме еден функционален систем каде што едноставно повеќе нема да се случува. Мислите ли дека овој глас на граѓанството, било да е во Србија, било да е на некоја од нашите поранешни југословенски републики, допира до креаторите на политиките? Не знам. У сваком случају, јас сам увек на страни оnih кои питају, кои се питају и кои на неки начин протестирају. Затоа што е у бити сваког уметника да буде, како каже Крлежа, у неку руку дисидент, па и
čak i defetist u odnosu na državu i institucije, na naciju i autoritete. On je razmetni sin koji se vraća svom očinskom ognjištu samo da bi mogao ponovo od njega otići. Negacija je njegov familijarni oblik prihvatanja svijeta. To je bit umjetnosti i svakog umjetnika. Biti kritičan, promatrati svijet, davati svoje mišljenje, željeti napraviti bolje stvari za sve nas, za ljude koji živimo u ovom svijetu. I u tom smislu ova mladost koja protestira danas je u pravu. Svaka mladost je uvijek u pravu. Čak onda kad je u krivu, više u pravu nego oni koji misle da su u pravu. Tako da ja svim srcem navijam za te mlade ljude, a oni to čine na jedan dostojanstven način, sjajan. I ja sve svoje koncerte od tog časa kad je ovo krenulo u Novom Sadu posvećujem njima. Mnogo интересира да погледнат филмови кои не се вклопуваат во таа, да кажам, матрица на американски филм. И сето тоа мислам дека го прави DJ Ахмет возбудлив за американската публика. На што се должи апатичноста, безперспективноста? Пред се на разочарување. Дали има една нова жабокречина во која подземјето на или баш и возлукот доминираат? Не сум сигурна дали е нова. Значи ги имаме луѓето, ги имаме талентот, оној кој се уште е останат и не е пребеган во Србија, каде што голем дел наши професионалци веќе наоѓаат спас. Јас тој кастинг сум го добила затоа што некој во мене го видел талентот. Некој го видел тоа што му треба и тоа што го бара. Mi idemo da stvaramo super čovjeka od kamena, od željeza, od žica, od magneta, ali bez srca. Kad jednom nakratko izgubiš domovinu koju si zvao svojom domovinom, postaneš stranac u svijetu. I te oluje su sve jače i jače, i te vrućine su sve žešće i žešće, i ti ratovi su sve gori i gori. Jednostavno, kao da ljudi gube tlo pod nogama. Прв долгометражен филм и веднаш голем успех на филмот DJ Ахмет на режисерот и сценарист Георги Унковски, кој освои 2 награди на годинашното издание на Интернационалниот фестивал за независен филм Санденс, основан од актерот и режисер Роберт Редфорд. Првата награда од публиката во првата програма Светски филм и специјална награда од жирито за креативна визија. Филмот го следи созревањето на 15-годишниот Ахмет, кој останува без мајка и се судира со традиционалните вредности на неговата јурочка заедница, но тука и неговата прва љубов за која се бори зашто е ветена на друг. По светската премиера на Санденс, Холивуд Репортер го пиша DJ Ахмет како инспиративна приказна за созревањето, а Скринархи го пофали како солидно деби на Георги Унковски. Добре дојдовте во емисијата. Хвала на пока. Господин Унковски, најпрво честитки за наградата. Хвала. Предпоставам дека во најмала рака не сте очекувале вакво признание уште од самиот старт. Да, мислам, голем шок беше, да кажам, а посебно не очекувавме 2 награди. Така. Од каде лајф мотивот за DJ Ахмет? Па, ја имам една фасцинација со јуруците која трае подолго време. Воедно една од главните теми на филмот и нешто што многу ме интересира е еден контраст меѓу модерното и традиционалното, што ептен постои на овие простори, а посебно е нагласено во јуручките заедници. Голема инспирација е еден документарен филм Девојчето и тутунот од режисерката Билјана Гарванлиева. И нормално фасцинацијата со селата и со ликовите кои ги запознавме во подготовките на филмот. Во филмот DJ Ахмет има спој на драма и комедија. Каков овој микс успеавте да го направите, имајќи во предвид дека станува за македонско
користење на македонскиот и турскиот јазик. Да, филмот е пред се на турски јазик, за да се долови таа автентичност кај јуруците мораше да биде, мислам таа приказна не може да биде на друг јазик. Тука пред се фокусот беше на што поавтентично да го доловиме животот на Ахмет, кој е јурук од селото Аликоч. И така мислам дека на крај успеавме да го направиме тоа. Диџеј Ахмет е испреплетен со различни нации, јазик, култура. Како успеавте овој спој да го направите? Да, и да се надоврзам на драмата и комедијата, значи тој микс на жанрови мене многу ми се допаѓа. Мислам дека и во животот драмата и комедијата често се испреплетуваат. Мислам дека Македонија е едно поднебје кој е мешавина на многу култури, на многу јазици, на многу народи, така да мислам дека од тој аспект филмот покажува, односно долова една од тие култури во Македонија, која е автентична за Балканот и за Македонија. Сцени се снимани на филмот Диџеј Ахмет и во Радовиш. Како таа комедија, тој хумор беше примен во Соединетите Американски држави? Да, мене ми е тоа, да кажам, најдраго, односно го сметам за најголем успех што хуморот од Аликоч успеа да се пренесе во Јута и во Америка и имавме смеење од преполни сали, така да мислам дека тоа е најголемиот успех за мене лично, што успеавме да раскажеме нешто на универзален начин. Многу од критиките на филмот особено ставаат акцент на квалитетот на аматерската глума. Колку едноставно или можеби тешко да се работи со актери аматери? Аматерите, односно, дури не ми доаѓа да ги кажам дека се аматери, бидејќи го носат цел филм на своите рамења. Меѓутоа, Ариф, Агуш и Дора, трите ликови кои се првпат пред камера, носат со себе една таква автентичност и природност, што тоа е, да кажам, предноста кога се работи со луѓе што се од местото, да кажеме, или од околината каде што се снима филмот. Herkes seni görecek. Düğün değil, iptal et. Кога се работи со глумец, процесот е многу друг и нормално дека има некои потешкоти кога се работи со луѓе кои немаат искуство, меѓутоа и самите тие носат нешто плюс, така да има некој баланс во работата со нив. Сепак би сакал да ги пофалам децата како врдни професионалци. Морам да кажам дека имавме исклучителна среќа што успеавме да работиме токму со нив. Пред 6 години македонската кинематографија остави силен впечаток со Медена земја на тандемот Стефанов Котевска и тогаш приказната за Атиџе, последната жена го собираше медот од диви пчели. Зошто овие интимни погледи, контрадицијата се толку привлечни за филмските автори во САД? Па мислам дека американската публика е навикната на некои шаблони, да кажеме, односно е бомбардирана со одредени типови на филмови, така да онаа публика, посебно таа што доаѓа на Санденс да погледне независен филм, многу е заинтересирана за културите од светот, многу е интересира да погледнат филмови кои не се вклопуваат во таа, да кажем, матрица на американски филм и сето тоа мислам дека го прави Диџеј Ахмет возбудлив за американската публика. Предвидувате долг меѓународен живот на вашиот Диџеј Ахмет. Кога може да се очекува филмот да влезе во македонските кина? Па се надеваме што побрзо. Имаме некои обврски во однос на европска премиера и одредени фестивали каде што мора да игра филмот. Меѓутоа јас би сакал што побрзо да заигра во кино и да доживеа македонска премиера. Следите трин гостин во емисијата Ѓорги Унковски, режисер на филмот Диџеј Ахмет, кој е филм кој освои 2 награди во Соединетите Американски држави. Господин Унковски, вкупниот годишен буџет за филмска индустрија вреди околу или само за еден филм околу 3% се издвојува во Македонија за филм. Да, дури 3% звучи премногу, не сум сигурен дека е 3. А знам дека буџетот моментално е помеѓу 2 и 3
милиони евра. Мислам се, ќе ме коригирате ако грешам, што вклучува и филмови и филмски фестивали во Република Македонија. Мислам дека тој буџет е многу мал за една земја како Македонија. Мислам дека имаме капацитет да произведуваме многу повеќе филмови, многу повеќе серии, кои серии речиси не се произведуваат во Македонија со неколку исклучоци. Така да мислам дека значи ги имаме луѓето, ги имаме талентот, оној кој се уште е останат и не е пребеган во Србија, каде што голем дел наши професионалци веќе наоѓаат спас. Така да мислам дека имаме капацитет, имаме луѓе, имаме талент, можеме да покажеме многу повеќе од тоа што го покажуваме и се надевам дека ќе се зголеми буџетот и ќе се поддржи уметноста. Зошто толку малку се издвојуваат финансиски средства за културата и пред се за филм? Не знам, тоа е многу добро прашање, не ми е јасно. Мислам дека во моменти на криза културата има најголема важност, така да не ми е логично дека буџетите за култура се намалуваат поради криза, така да мислам дека дури во тие моменти треба да растат тие буџети, бидејќи културата не е луксус, него е нешто нужно за човечкото преживување. Како ви наликува оваа бунтовност, особено кај младите? Па мислам, мене секогаш ми се допаѓа бунтовноста. Мислам дека младината секогаш треба да биде бунтовна. Мислам дека тоа е еден од аспектите на младоста. Да се биде бунтовен и најчесто младите знаат да не разбудат и да ги разбудат по старите малку повеќе да согледаат некои работи, така да апсолутно ги поддржам. Малку ќе ве навратам во минатото, односно пред неколку години, по убиството на Мартин Нешковски во 2011 година. Започнаа протестите, подосна прерасна во движење под името Протестира. Во 2016 година еволуираше во така наречена шарена револуција. Колку денешната гласност на граѓанството, гневот, може да изврши притисок за поголем институционален ангажман? Мене ми е страв дека сега сме доведени на ситуација на апатија. Бидејќи луѓето се многу разочарани генерално од тоа што нема некои, да кажеме, по конкретни предвижувања. Така да апатијата е многу опасна, мислам, и дека мораме некако да се соочиме со таа апатија, односно да излеземе од таа апатија и да имаме по-проактивен пристап. На што се должи апатичноста, безперспективноста? Па апатијата, да, не знам на што се должи, мислам дека се должи пред се на разочарување, така, на верба, на изневерување на одредени, да кажам, надежи. И тоа кога се случува на почесто, што во Македонија мислам дека често се случува, посебно кај младите луѓе, мислам дека тоа води до една апатија каде што веќе дури и надежта се чини како луксус. Ако надежта последна умира, оно што можем да забележим што кај нас не се заминува во странство само поради, не знам, ниските плати. Јас, например, познавам многу млади кои биле релативно добро ситуирани дома во Македонија, па сепак се одлучиле да се иселат од државата. Да, мислам чувството за неправда што го зборувавме и чувството дека еден човек не е ценат во својата околина, мислам дека се многу по-големи фактори од финансиските примања, иако и тоа игра улога, сигурно. Меѓутоа, мислам дека ако не можеме ние да се цениме едни со други, ако не можеме да го цениме оно што е квалитетно, дека тоа е, да кажам, главната мотивација за многу млади луѓе да излезат од државата. Дали кај нас превладува себичноста, егоцентризмот? Па не би сакал да кажам дека да, меѓутоа сигурно е фактор и мислам дека она што мораме да научиме е да се радуваме на тугиот успех. Тоа е, мислам, една човечка карактеристика што спојува, не разделува и мислам дека треба да го смениме пристапот, бидејќи навистина сме мал број на луѓе. Така. Мора да може да се сложиме за некои основни работи. А тоа е дека поддржуваме квалитет, се радуваме на меѓусебниот успех и одиме напред.
Почнавме со филмот Диџеј Ахмет, со кој освоите 2 награди, завршуваме со филм. Во каков филм живееме? Па трагикомедија, најверојатно, да. Да, трагикомедија. Бидејќи научени сме да најдеме хумор во тоа што не потиштува, научени сме да преживееме, научени сме да истрпиме, така да сите тие работи кога ќе се спојат, мислам дека една трагикомедија, иако трагедијата, да кажам, се дефинира по крајот на драмата, се надевам дека нема да доживееме крај, него дека ќе имаме некој нов почеток, да кажам, што може и ќе го смени жанрот. Благодарам за гостувањето и разговорот. Фала има. Ѓорги Унковски, режисер на Диџеј Ахмет. Се сеќавам дека светот застана за 5 минути во мојот живот. Ми требаше едно време да сватам дека јас тој кастинг сум го добила затоа што некој во мене го видел талентот. Некој го видел тоа што му треба и тоа што го бара. И затоа сега кажувам дека ме фаќа инеја, затоа што конечно почнувам да верувам во оваа макотрпна борба и оваа макотрпно патешествие кое што го одам веќе 8 години. Mi idemo da stvaramo super čovjeka od kamena, od željeza, od žica, od magneta, ali bez srca. To je jedna opasnost, jer svaki onaj čovjek koji, pa i najgori, za kog mislimo da je najgori zločinac u jednom trenutku, se promišlja da li je ovo dobro što činim. A lutak, kameni ili željezni, neće razmišljati o tome. Вечерашните согодници или слетуваат или заминуваат од Скопје. Младиот Унковски се врати од филмскиот фестивал во Соединените Американски држави со неговиот Диџеј Ахмет. Актерката Тамара Ристовска пак патува во Берлин со учество на престижната програма за таленти. Таа е избрана од 4000 апликанти од 123 држави, единствена учесничка од регионот. Тамара Ристовска неколку години во домашната и балканската продукција учествува како актер. Запаметена е по сериозната социјална ТВ серија Семејство Марковски. Токму Тамара Ристовска гостинка во ова издание на Тренинг. Добре дојдовте во емисијата. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Каков предизвик е за вас да се биде дел од берлинското Берлинале? Ова година за прв пат сте единствена од регионот. Така е, да. Се разбира дека огромен предизвик. После неколку обидувања да аплицирам, конечно влегов. Ова е веќе третата година како аплицирам. Оно што е важно е дека Берлинале Талент е всушност платформа за филмски таленти, како актери, режисери, продуценти, директори на фотографија и останати креативни сектори кои што ја истражуваат уметноста и процесот на создавање на филмови. Сега, оваа програма е основана во 2003 година во рамките на Берлинскиот филмски фестивал, кој што е еден од најзначајните филмски фестивали во светот и е всушност препознатлива како едно од водечките форуми за филмски професионалци и ентузијасти. Секоја година оваа програма има засебна тема. Овогодинешната тема е Слушај храбро. Тоа значи дека ќе ја на некој начин истражуваме значајноста и важноста на слушањето во уметноста. И тоа, оно што е возбудливо, дека ќе имаме разноразни работилници, мастер-класови, дискусии, каде што јас ќе имам можност да научам нови техники и пристапи кои што апсолутно дека ќе помогнат на мојот професионален развој. Ги оставивте Мими, Проблемот со Тина, Обичната Ели, во неколку српски серии партиципиравте, сега следуваат уште неколку филмски улоги во првенецот на Сара Климовска, Нова енергија. Колку овие улоги ваши, кои пред се имаат социјална димензија, се предизвик? Така, апсолутно дека се предизвик со тоа што
Морам да признам дека во мојата актерска кариера до сега не сум имала проект кој што не ми бил предизвик, без разлика за каков жанр станува збор. Сега ќе искористам приликата малце да позборувам за нова енергија, кој што еден сон мој и на Сара Климовска. Тоа е всушност независен проект, кој што е направен со многу љубов. Ни помогне една прекрасна филмска екипа која што несебично не поддржа да го оствориме тој наш сон. И таа приказна инспирирана од наши лични приказни. Се разбира, ставени во рамките на филмскиот јазик. Зборува за две најдобри другарки кои што низ една взаемна поддршка и солидарност градат еден нов живот, бегајќи од токсичноста на нивните партнери. Пред 2 години имавте одлични реакции за филмот на Пејовски «Мими». Филм каде се обликува површноста, лажните фасади, но и социјалната декаденција. Дали има една нова жабокречина во која подземјето или башибозлукот доминираат? Не сум сигурна дали е нова, бидејќи ние некако во овој полупериод живееме во иста жабокречина и искрено се плашам, условно кажано, дека таа бара завзема некако се поголема и поголема површина. А она што може да исчисти таа бара е најверојатно културата. А култура се помалку имаме, а се повеќе живееме во таа жабокречина. Во какво општество живееме? Морам да признам дека овие денови, кога ги следиме тие протести во Србија, токму тоа е причината која што некако гледаме дека надежта постои, дека постои таа човечност, дека постои таа солидарност, дека тие вредности на вистина може да дојдат до израз. Се плашам дека кај нас тие вистински вредности се некако изгубени, а дека културата е таа која што може да ни помогне да ги вратиме. Колку кај нас солидарноста доминира или пак омразата, апатијата, себичноста, нетолерантноста? Така е. Затоа ги споменав тие студенти кои што мене некако ми ја враќаат таа надеж за солидарност и дека просто можеме да се сакаме самите себе, можеме да бидеме солидарни, можеме да се бориме за тие вистински вредности. Како што го споменав, филмот са мој на Сара Климовска, кој што е независен проект и таму збориме за една солидарност. Мислам дека од позиција на актерка она што може да ги промени тие вредности е најверојатно културата. Следите трин гостинка во емисијата Тамара Ристовска, актерка која идната недела веќе патува во Берлин. Ристовска, како се обезбедува и добива филмска улога на еден мал продукцијски пазар како што е македонскиот? Мојата вечна борба. Јас сум веќе фриленсер 8 години. Она што го имам научено во оваа професија е дека талентот не е секогаш пресуден и поради тоа оваа професија знае да биде неблагодарна. Во држава каде што се продуцира 1 до 2 филма на годишно ниво, скоро е невозможно секој да има парче од тој колач. Она што мене ми има помогнато се токму филмските фестивали. Имаше еден фестивал на кој што бев во Словенија пред 2 години, кој што беше за вмрежување на актери, кастинг директори и агенти. Тогаш всушност и дознав што е агент. Таму ја запознав мојата агентка и која веќе 2 години ми испраќа кастинзи. Од таму почнуваат моите проекти и од таму се намалува стравот на мојата вечна борба за екзистенција. Ако вработувањето и талентот не е пресуден за вработување,
Што е одлучувачки за една млада и успешна актерка да биде дел од домашниот филмски колаш на добри актери и актерки? Најверојатно, мислам, ова е многу едноставно, но просто е љубовта кон таа професија. Бидејќи имам премногу вложено во оваа професија, имам премногу ризици превземено, имам премногу компромиси направено, за да сега, после толку долго време, се откажам. И сега има некако фатено инет дека ова е тоа што го сакам и дека мислам дека на крајот на денот можам да успеам малци надвор од границите на оваа држава. Која што мене, извинете, разочарувачки е колку не работела за мене. Пред 8 години се снимаше серијата Семејството. Марковски, од каде е инспирација за вашиот лик Јана? Секогаш ми е прекрасно кога зборувам за Марковски. Да, тоа беше година, 2017 година беше година на домашни телевизиски производи. Покрај фамилијата Марковски излегува Инсайдер на терапија и нова сезона на Преспав. А кај македонската публика се почувствува таа глад за домашно производство. Марковски навистина постигна голема гледаност и отвори многу прашања. Со тоа што Јана беше лик која што имаше морална дилема, дали да застане помеѓу корумпираните проекти на својот партнер или да го задржи својот интегритет. Се отворија прашања како хомосексуалност, семено насилство, теми кои што се уште табу кај нас. Она што беше и целта, нели, нормално на таа серија, она што е најдрагоцено, што јас после 8 години се уште доаѓаат луѓе и ми кажуваат дека таа серија им го има променето животот. И тоа чувство е безценето кога знаеш дека затоа ние постоиме, да бидеме гласот на оние кои што немаат таа можност. Ристовска, како го објаснувате фактот што во Македонија има малку домашни продукции, а доминираат најчесто српски или хрватски серии? Секако дека филмот и телевизиските проекти се скапа играчка. Културата е скапа. Понекогаш и луѓето доживуваат како забава, но мислам дека може да биде и општествен коректор, општествено да влијае, како што ја спомнав сега и фамилија Марковски. И да, финансиите се секогаш проблем. Али имаше еден надпис на МКЦ кој што велеше културата е скапа, но не културата уште поскапа. Со колегата Владимир Петрович бевте видени и во улога на модели, манекенството како предизвик или како хоби? Или во најмала рака дополнителен финансиски? Така, разбирам. Тоа беше некако секогаш се велам дека тоа беше во мојот претходен живот. Уште од рана возраст некако бев принудена да заработувам. И тие години беа години кога се пронаоѓав сама себе. И точно така, манекенството беше дел од тие години. Но некако сватив дека едноставно не може да се заработува таа професија. Добро, не дека може да се заработува и од актерството, сега сум малку контрадикторна. Али она што е различно помеѓу тие две професии е тоа дека јас чувствувам, мислам, не ја чувствував таа возбуда, страст и пасија како што ја чувствувам за актерството. Така да тоа би го оставила, сега за сега воопшто не размислувам на таа професија, само би го оставила во една моја инфантилна фаза во пронаоѓање на самата себе си. Многу повеќе ве има во серии или во филм, но дали театарот не ви е предизвик? Напротив, апсолутно дека ми е предизвик театарот. Се прашувам, не сум сигурна дали јас сум предизвик на раководството на театарот. Сметате дека постои анимозитет, одбивност кон одредени актери? Или повторно се сведуваме на селекција, на подобни и неподобни? Јас би рекла дека сум сведочила на корупција во театарот. До сега зборавме за корупција, ќе го повторам ова пак, и на непотизам.
Така да, апсолутно постои таа селекција. Од секогаш постоела и ќе постои. Оно што забележувам со речиси сите мои соговорници, било да се политичари, академици, универзитетски професори, личности од културата, најчесто доминираат зборовите корупција, криминал, клиентелизам, неказнивост. Така е. Многу е страшно. Во ова моја фриленсерска кариера од 8 години, се повеќе се соочувам со сите овие термини кои што ги кажавте, него ли со транспарентност. Транспарентност која што јас конечно после 8 години ја доживеав надвор од границите на Македонија. Границите на овие неколку одредени проекти кои што јас сум ги добила транспарентно кај нас, но едноставно патот е малце за мене до сега малце потежок, бидејќи немам тло, немам фамилија која што е од уметноста. Немам ветар во грб. Мојот ветар во грб сум самата себе. Тамара Ристовска, заминувате идната недела за Берлин. По Берлин, да откриеме, одите во Аргентина. Одиме во Аргентина, да. Сега ми требаше едно 3 месеци да поверувам дека ова е вистина. Бидејќи Како ве води патот кон Аргентина? Што е предизвикот за Аргентина? така е, како што спомнав, мојата агентка од Србија, она е таа која што ми праќа кастинзи. Пред 3 месеци добив кастинг, тоа е српска продукција, станува збор за убиството, односно атентатот на Анте Павелич, односно човекот кој што го има направено тоа убиство. После Втора светска војна, Благоје Јововиќ, како и сите останати усташи нацисти бегаат во Јужна Америка и ја запознав Благоје Јововиќ всушност ја запознава Глади, тоа се вика мојот лик, она е аргентинка. Толку едноставно немав никаков притисок дека ќе го добијам, затоа што знаев дека нема да добијам таа улога, затоа што просто е на шпански. Али го направив колку да, ме видат тие луѓе кои што треба да ме видат. После точно месец дена, ја во меѓувреме го заборавив тој кастинг, ми се јавува агентката и ми кажа дека сум ја добила таа улога. Ја се сеќавам дека светот застана за 5 минути во мојот живот. Ми требаше едно време да сватам дека јас тој кастинг сум го добила затоа што некој во мене го видел талентот. Некој го видел тоа што му треба и тоа што го бара. И затоа сега кажувам дека ме фаќа инеат, затоа што конечно почнувам да верувам во оваа макотрпна борба и оваа макотрпно патешествие кое што го одам веќе 8 години. Најпрво на крајот, среќен пат за Берлин и на Берлинале и успех во снимањето на новиот филм во Аргентина. Благодарам. Господине Шербеджија, поради вас, поради себе, поради тебе, поради другите е насловот на овој музички проект. Дали всушност овој наслов ве наведува на помислата дека се повеќе се губи толеранцијата, меѓусебната соработка, отуѓеност меѓу граѓаните? Па може и тако да се тумачи. Тоа е иначе стих из пјесме великога српског пјесника Бранка Миљковиќа. Из пјесме Узалуд ја будим. И тоа е нека моја обсесија со Бранко Миљковиќем. Он ми е еден од најдржих пјесањика уопće. И они кои су превоđeni и кои разумием на мојом језику. А та пјесма е нешто, мени то priča, мене везуе као и njega, што е визивала кад je to pisao. On je to govorio o zemlji svojoj u kojoj je rođen. On je ne imenuje Jugoslavijom, ali misli na nju. Tako ja kad govorim taj stih, budim je zbog tebe, zbog sebe, zbog ljubavi, zbog drugih. Govorimo o nekoj čežnji pripadanja svome narodu. A moj narod nije samo srpski narod, čiji sam ja, kako se kažem, rodoslovom, jer su moji roditelji Srbi iz Like. Moj narod nije ni hrvatski samo narod, među kojim sam rođen,
i u kojoj sam zemlji odrastao i rođen. Moj narod je i makedonski narod. Jer sam bio Aleksandar Makedonski u Before the Rain. Moj narod je i crnogorski, i slovenački, i bosanski. Svi ti naši južnoslavenski narodi, ali ne samo oni. Moj narod je, da završim samo to, kad si me pitao lepo to pitanje, moj narod su i naši Kosovari s kojim smo živjeli. Moj narod su i Rumuni koji su živjeli, i Mađari koji su živjeli u našoj zemlji. Moj narod su i Folkdeutsčeri, Njemci koji su ostali živjeti, koji su neko vrijeme živjeli. Dakle, moj narod je sav taj narod s kojim sam ja živio. Сте имале можност да ја почувствувате славата, но и отугеноста. Каде најчесто се чувствувавте свој на своето? Дома или во странство? Pa, to je teško pitanje, znaš. Očito, ja ne mogu bez svog doma. Vidiš da sam se vratio iz Amerike u Hrvatsku gdje sam rođen i gdje živim blizu Jadranskog mora, odnosno na samom Jadranskom moru u Istri. A opet na neki način, znaš, kad jednom nakratko izgubiš domovinu koju si zvao svojom domovinom, postaneš stranac u svijetu. I taj dio vremena je težak. Kao ptić koji je ispao iz gnjezda svoga. Ti se gubiš, teško snalaziš, boriš se za zrak, za zrnce neke hrane. Onda odjedanput upoznaješ taj svijet s kojim živiš. Onda odjedanput kao stranac dobivaš neku novu dimenziju. Odjedanput postaje, kad zaboraviš bol prvi, cijeli svijet, tvoj svijet. I ti postaješ širi, ti postaješ, kako da kažem, bogatiji na neki način. Jer srećeš razne ljude, razne kulture, razne mentalitete, govoriš raznim jezicima i to je nešto opet lijepo. Jel? A opet se vraćamo u tome da smo svi mi, kao što kaže Ujević, braća u ovom svemiru. Bez obzira na našu različitost rasa, govora, jezika, svi smo isti. Се чини како постојано да ве прогонува некакво проклетство. Бегавте од војната во поранешна Југославија. Во последен момент се соочивте со нов шок, а тоа е после 10 години престој во Лос Анџелес да ви изгори целиот ваш дом во Соединените Американски држави. Какво е тоа проклетство? Pa to je, mislim, to je situacija koja opominje. Opominje da taj svijet više nije sasvim siguran kao što smo mislili da jest. I te oluje su sve jače i jače. I te vrućine su sve žešće i žešće. I ti ratovi su sve gori i gori. Jednostavno, kao da ljudi gube tlo pod nogama. Kao da popušta ta sila teža koja ih drži čvrsto na zemlji i uz zemlju. U tom smislu, mnogi ljudi se pametni neki i bave pomišljima gdje će biti i kad će biti kraj ove civilizacije. Pogledajte kako sve ide suludo. Mi pravimo robote, umjetnu inteligenciju, ko da nismo zadovoljni sa ovim čovjekom koji mi jesmo, s našim mozgom. Umjesto da istražujemo kako možemo otkriti u mozgu sve ono što je neotkriveno, a kažu oko 90% toga ne znamo što postoji u toj našoj stanici, radiostanici, svemirskoj, maloj, u svakoj glavi od nas. Mi idemo da stvaramo super čovjeka od kamena, od željeza, od žica, od magneta, ali bez srca. To je jedna opasnost, jer
svaki onaj čovjek koji, pa i najgori, za kog mislimo da je najgori zločinac u jednom trenutku, se promišlja da li je ovo dobro što činim. A lutak, kameni ili željezni, neće razmišljati o tome. Ја одигравте култната улога на Александар во Before the Rain, пред дождот. Остана она славна ваша мисла, пукај бе, братучет, пукај. Њујорк ви ги отвори вратите, стигнавте до Холивуд. Денеска Европа или Соединените Американски држави? Kako kažem, ja sam se vratio iz Amerike. Vratio sam se iz Amerike i fali mi Amerika. I tužno me evo sad što gledam Los Angeles kako gori. To je ipak moj grad. 10 godina sam tamo živio i volim taj grad. Ali još uvijek, vratio sam se u Istru, živim, ali još uvijek snimam dosta vani. I vrlo često putujem. Prošle godine sam snimio ovu seriju sa Jeff Bridgesom i snimio sam jedan film sa tom vojicom, ocem od Angeline Jolie, John Voight. Jako je zanimljiv, stari čovjek, ali je dobar tip. Tako da snimam još uvijek i putujem. I kako da kažem, lijepo mi je sada. Vraćam se ovdje, evo imam koncert u mojoj Makedoniji. Uvijek volim ovdje i uzbuđen sam kad dođem među ove moje Makedonce. Nekako se osjećam kao da sam dio njih. Zbog jedne čudne stvari. Kao mlad glumac obožavao sam makedonske glumce, moje kolege. I družio se s njima. Sjećam se mojih drugova iz Dramskoga, Ćorevskog i cijele te generacije. Poslije sa mojom generacijom, sa Metom Jovanovskim, sa drugarima mojim, pa poslije sa Silvijom Stojanovskom i njezinim kćerima, s Igorom Džambazovom. To sve moje društvo neko bilo božanstvenih glumaca, sa mojim Svetom Janevskim iz Tikveža, s kojim se družim od naše 22. godine. I dan danas se družimo. Ta ljepota Makedonije me očarava. A najviše zašto me očaralo? Jednom u Ohridu imao sam koncert i sa Livijom Morozinom, rock'n'roll, etno rock'n'roll. I na Otvorenom smo imali koncert. I bila je glasna muzika. I ja sam glas, neke pjesme smo pjevali istarske, onako, istarski rock'n'roll, etno. I iza toga me ovi vode na Ohridsko jezero, organizatori. Bila je tišina, malo svjetla, nema svjetla, mrak je. Bila je neka rana jesen. Tako da smo sjedili na stolu kraj jezera i u toj tišini i polumraku došli su ohridski trubaduri. I zapjevali su najtišim glasom na svijetu. Ja to nikad ne mogu zaboraviti. To je jedan od najljepših meni događaja što se tiče muzike ikada što sam doživio. Студентите 68 и француската пролет на Нови Белград го кренаа гласот на слободата, демократијата и против диктатурата на Тито во тој период. Новите булевари на слобода, вие бевте и дел и еден од гласните во поддршка на новото студентско движење. Мислите ли дека овој глас на граѓанството, било да е во Србија, било да е на некоја од нашите поранешни југословенски републики, допира до креаторите на политиките? Ne znam. U svakom slučaju, ja sam uvijek na strani onih koji pitaju, koji se pitaju i koji na neki način protestiraju. Zato što je u biti svakog umjetnika da bude, kako kaže Krleža, u neku ruku disident, pa i čak i defetist u odnosu na državu i institucije, na naciju
i autoritete. On je razmetni sin koji se vraća svom očinskom ognjištu samo da bi mogao ponovo od njega otići. Negacija je njegov familijarni oblik prihvatanja svijeta. To je bit umjetnosti i svakog umjetnika. Biti kritičan, promatrati svijet, davati svoje mišljenje, željeti napraviti bolje stvari za sve nas, za ljude koji živimo u ovom svijetu. I u tom smislu ova mladost koja protestira danas je u pravu. Svaka mladost je uvijek u pravu. Čak onda kad je u krivu, više u pravu nego oni koji misle da su u pravu. Tako da ja svim srcem navijam za te mlade ljude, a oni to čine na jedan dostojanstven način, sjajan. I ja sve svoje koncerte od tog časa kad je ovo krenulo u Novom Sadu posvećujem njima. Национализмот е најдоброто решение со кое може да ја оправдаш својата неуспешност во животот. Ова е ваша констатација пред неколку години. Kako? Национализмот е најдоброто решение со кое може да ја оправдаш својата неуспешност во животот. Točno. Stojim iza toga. Mnogi ljudi koji su bili nesrećni u svom životu, neostvareni, loši očevi ili majke, neuspješni u svom zanatu i poslu. Kad je došao do ovog rata, oni su prebrisali sve. Optužili su sve drugo za svoj neuspjeh i krenuli iz početka da se dokazuju, odnosno da prave nešto. Mnogi od njih su zapravo i ušli u rat zbog toga. Постојано говориме за интеграција на Балканот во Европската Унија. Колку земјите од регионот се европеизирани? Pa, kako ti kažem, samo u Evropi, ja govorim sada recimo iz pozicije Hrvatske, u kojoj sam rođen i živio, a o tome govorili Krleža isto, je bio uvijek u tome, Krleža je bio kritičan prema Evropi. I govorio je u svojim baladama, ima čuveni stih, kaže, to je teško vama Makedoncima razumjeti, ali originalno glasi, kaže, krepaj, ak si kršćanik, Evrope smude ga valer branik, kaj njih je za nas pravu brig, Evropa za nas imaš trik. I to je jedna duboka činjenica i prava činjenica. To je bilo i za vrijeme Austro-Ugarske, i za vrijeme italijanske okupacije, i za vrijeme mađarske okupacije, sad govorimo o Hrvatskoj. To je bilo ovdje i sa Makedonijom, i sa Srbijom, i Crnom Gorom, za vrijeme turske okupacije gotovo 500 godina, ovaj narod. Tako da mi živimo u toj jednoj strašnoj situaciji gdje je zapravo jedina prava istina bila ujedinjenje južnoslavenskih naroda. I to je po meni bilo najispravnija čežnja. Međutim, onda nemamo sad vremena da u ovoj emisiji govorimo o tome. Taj san se raspao. Ali mi nismo nestali. Mi smo još uvijek svi isti. Iz očiju svijeta i Evrope. Mi smo za njih jedan Balkan. I uvijek ćemo to biti. I ravnopravnosti još dugo neće biti. Znaš kad će biti ravnopravnost? Znaš kad? Kad svi ovi mali narodi, sad kažem vrlo groznu stvar, nestanu. Kad nestanu njihovi jezici. A to se može dogoditi za 200, 300, 400 godina. Mogu se ti jezici koji se zovu makedonski, srpski, hrvatski, slovenski izgubiti. Ljudi će sve više govoriti engleski, njemački,
velike jezike, i jer će živjeti sa velikim narodom. Ko će od tih djece koja se budu rađali za 100 godina htjeti glumiti, ići na akademiju da uči na makedonskom jeziku? Kad će govoriti odlično neke jezike, možda u to vrijeme i ruski postane ravnopravan engleskom. I htjeće da idu studirati glumu u Moskvu ili u London ili u Beč ili u Njemačku. To je tužna priča o kojoj je isto Krleža govorio. Gospodine Šerbedžija, na samiот крај. Влегувате во 8-та деценија од својот живот. Идната година... Nemoj mi to ni spominjati, molim te. Што е она што ве прави среќен? Што е она за што се каете во животот? Za ništa. Za ništa. Va kak. Sve je to ljudski. Ljudski je grešiti. Ono što znam zasigurno, nikad nikog nisam mrzio. Čak ni ljude koji su mi zločinili. I tu sam ponosan, to mi je na oca. I ništa drugo. Bavim se umjetnošću na najbolji mogući način što znam. Sve ostalo je sudbina i sreća. Од каде ја црпите енергијата? Od genetskih mojih korijena. Imam pradjeda koji je živio 101 godinu, imam djeda koji je bio bolestan, uvijek živio 97 godina, imam oca koji je živio 104 godine. Nadam se da ću povući na njih da ću još koju godinu proživjeti. Господине Шербедžija, ми беше драго и задоволство да разговарам. Ajde, zdravo. Секој е добро. Успешен концерт. Adio. Ćao. Пред да започнеме со некои укажувања на тоа дека судскиот совет, дека ќе бидат разрешени членовите на судскиот совет, би било многу подобро доколку видевме конкретен план како би се избрале новите. Додека судскиот совет расправаше за судиката која го водила предметот против Васил Јованов, момчето кој на пешачки премин ја прегази младата Фросина. Премиерот Мицковски излезе со став дека е неопходно разрешување на судскиот совет. Дали ваквиот потек на македонскиот премиер може да предизвика лавина на реакции и да се протолкува како упад на извршната власт во судската власт. Во ово издание на Тренинг гостин Дарко Аврамовски од Коалицијата за правично судење. Господин Аврамовски, го читам председателот на судскиот совет Камбовски кој вели според досегашните закони само советот може да ги разреши членовите, а премиерот пак вели сите членови кои беа избрани од собранието, ние за сите членови избрани од собранието, ние ќе поведеме постапка за интерпелација и нивно разрешување. Што вие мислите околу овие најави? Постапката за интерпелација постои како опција што собранието може да ја поведе против оние функционери кои се избрани од страна на собранието. Интерпелацијата не значи по автоматизам дека престанува мандатот на функционерите избрани од собранието. Во таква ситуација се согласувам со председателот на судскиот совет кој вели дека единствено советот во оваа ситуација може да разреши член од сопствените редови врз основа на законските одредби, додека собранието преку постапката за интерпелација може да направи само форма на притисок за да ги натера членовите против кои е поведена ваквата интерпелација и за кој е изгласан заклучокот дека тие не ги извршуваат своите задачи согласно интенцијата на органот кој ги избрал и така да ги примора тие самите да се повлечат од своите позиции. Меѓутоа, собранието нема моќ да ги разрешува членовите на судскиот совет. И сега од друга страна, како што кажавте, да може да се протолкува како упад на извршната во судската власт, но исто така и во законодавната, бидејќи интерпелацијата е прашање кое што го покренуваат пратениците, а не членови на извршната власт. Дали сршта на проблемот лежи исклучиво во судскиот совет? Не, апсолутно не е исклучиво во судскиот совет. Видете се, собранието е тоа кое што бира 5 од членовите на судскиот совет.
Ако тие се незадоволни од работата на истакнатите правници кои ги бираат да бидат членови на Советот, Собранието во секој случај може да се запраши да направи ревизија на сопственото постапување, како и зошто постојано избира лица кои што очигледно не можат да ја вршат оваа функција онака како што треба. Така што пред да започнеме со некои укажување на тоа дека судскиот совет, дека ќе бидат разрешени членовите на судскиот совет, би било многу подобро доколку видевме конкретен план како би се избрале новите членови на судскиот совет, за барем да бидеме уверени дека имаме некаков план за воиднина кој што е и понатаму кој што ќе може да даде некакви одржливи резултати на долг план. Какви реформи се неопходни во македонскиот правосуден систем за да се врати довербата? Па токму тоа не мислам дека се потребни реформи. Мислам дека треба само да се користи системот кој што веќе е поставен, меѓутоа треба да се применува со добра волја и сите оние законски недостатоци и недоречености да се исполнуваат со добра пракса наместо да се злоупотребуваат. Потребно е сите чинители да започнат од самите себе, да видат што тие можат да направат за да ги унапредат состојбите. Кога во прашање извршната власт и собранието, првенствено тука се нели буџетите на судската власт кои што зависат многу работи од тоа и функционалноста, ефикасноста, континуираните обуки на судиите и така натаму, така што можеби најнапред треба да се започне од она што секој лично индивидуално може да го направи, а секако тоа се однесува и на судскиот совет, чии членови мора конечно да превземат некакви активности за да ја унапредат својата репутација во јавноста, бидејќи во спротивно оправдано ќе бидат мета на критики постојано. Судскиот совет почна со разгледување на списите од претходниот случај против Јованов. Говорам за момчето кој на пешачки премиња прегази младата Фросина. Станува збор за судиката која претходно водела предмети против ова момче и веројатно му прогледувала низ прсти. Колку сега постфестум може нешто да се разоткрие со ваквото преиспитување на претходните судски пресуди на оваа судика? Судскиот совет треба да практикува ваквата форма на контрола, да го преиспитува работењето на судиите доколку има сомнеж дека станува збор за некаков непрофесионално однесување или некакво прекршување на законот. Меѓутоа мора да има систем кој што ќе биде и превентива на ваквото однесување, односно на редовното оценување и редовното следење на работата на судиите, треба да биде некаков индикатор за тоа дали и какви пропусти можат да настанат во пракса за судскиот совет да може да делува и превентивно во таа насока. Така што останува да видиме, не знам што ќе преоценуваат и во која мера ќе навлезат во постапувањето на судијата, затоа што судијата не може да одговара заради донесена одлука, нели тоа е слободно судиско убедување, така што веројатно би требало да најдат некакво големо непрофесионално или незаконско постапување во текот на процедуралните елементи, не знам. На крајот обвинителот Коцевски случајот со Фросина го карактеризира како случај со умисла. Во време кога се уште се води истрага околу околу целиот овој несреќен случај. Како вие го доживувате? Да се окарактеризира случај со умисла? Видете, значи не е прв пат кога имаме медиумски експониран случај да надвладеат емоциите и многу често да се дадат некакви несмасни и несоодветни изјави во јавност кои одат во насока на нарушување на презумпцијата на невиност. Во конкретниот случај малку е чудно зошто оваквата квалификација доаѓа од републичкиот јавен обвинител, бидејќи нели има јавен обвинител кој работи на случајот и кој треба да донесе сопствена одлука и проценка дали делото ќе го гони и под кој кривично дело и под која квалификаторна околност ќе го гони ваквото дело. Меѓутоа, мислам дека делумно овде станува збор за условно речено дување на кисело млеко,
Бидејќи во пракса имавме сериозни проблеми со ваквите сообраќајки кои што се со смртни последици да се квалификуваат како кривични дела кои што се сторени од небрежност. И покрај тоа што овде умислата треба да биде во насока на тоа дали била намерата да се прекршат, дали свесно биле прекршени сообраќајните правила или не. Меѓутоа, кај нас многу често во пракса се оди на тоа дека последицата, односно смртта е сторена со небрежност и поради тоа се дава и многу полесен квалификаторен облик на делото, заради што и голем дел од овие сообраќајки завршуваат со условни осуди, па можеби ова е на некој начин некое укажување од страна на јавниот обвинител во таа насока или уверување на јавноста дека нема повторно да се случат вакви манипулации. Искрено не знам во која насока е точно дадена изјавата. Ви благодарам за разговорот и гостувањето. Благодарам и вам. Се надевам дека со вечерашниот избор на соговорници го задржавме вашето внимание. До видување до идниот петок во исто време. До тогаш читајте на trilling.mk.